Веројатно, браќа и сестри, приметите дека во еден дел од овај втор дел на пофалбите кон Пресвета Богородица, велиме како будалест Ирод го оставија мудраците. Малку сурово може би изгледа, но во оригиналниот текст токму така пишува. Будалест, и затоа и таков е и преводот. Ќе речете, ние црквените луѓе да кажеме за некого дека е будалест. Ама не изгледа будалест Ирод, кој бил цар тогаш кај евреите, и им вели на мудреците, кажете ми го кој е тој на кој дојдовте му се поклоните од исток, за јас да можам да го наградам. Мислите, или било кој, еве Ирод, мисли дека може да го изманипулира Господа? За жал тој мисли, ама затоа го нарекуваме будалест. Затоа што не може никој да го изманипулира Господа. Гледате, тој им вели на мудреците, што тие се странци во земјата и би требало да го послушаат, ама тие не го слушаат и не се враќаат при него како да кај Христа да се поклонат, туку си се враќаат во земјата од која што дошле. Зошто? Зашто од Бога се научени така. Тие од Бога научени доаѓаат од далечна земја, да му се поклонат на Христа. И сега толку се наивни, не сваќаат дека овој Ирод сака својата конкуренција која ја гледа во Христа да ја сузбие уште додека е дете, да го убие. Тоа го разбираат мудреците и затоа не се враќаат кај Ирода. Меѓутоа, колку наивно тоа го прави Ирод. И затоа го нарекуваме будалест. Не може паметен човек да рече, ај кажи ми кај е овај Христос за јас да го убијам. А тоа дете од неколку месеци. Ниту нема ни неколку месеци, можда неколку денови. Тоа ви се случува и затоа со право можеме да го наречеме Ирода будалест. И нема да сгрешиме во тоа. Нема да сгрешиме затоа што постапките го покажуваат таков, неговите постапки. Нешто ние сакаме да го навредиме некога. Да мислете вие Господ кој се знае, овој Ирод сака да го убие. Ќе рече некој, па добро, не знаел Ирод дека тој е Господ, како што многумина не знаеле. Да, ама може дури да не знаел. Ама дозволено е да убива мало дете. Младо дете, уште новороденче, не младо само. Зошто да го убие? Затоа што замислува дека тој може да му го превземе царството. Ете, браќи и сестри, во суштина што ни донесе Богородица, ни го донесе Христос. Ни донесе надеж на сите преку Христа. Ни го донесе оно што толку векови копнееше светот да го има. Да се здрави и живи, ова втора недела од пофалбите кон Пресвета Богородица служам во Кривогаштани, и слава му на Бога, се возобновува тој обичај да доаѓаат луѓето во црква на овај важен чин на молење кон Пресвета Богородица.
да сте здрави и живи, милоста Божја да биде со сите вас.